Интересни ликови се шетаат во македонската политика во изменативе 30 години. Иако врвот на комедијата и трагедијата на Македонија е Зоран Зоќе Заев, ликовите кои во изминативе години се околу него се со посебна приказна и со посебни потреби. Имено, Зоќе очигледно не го поддржува ниту еден чист лик, нели нормален лик, со интегритет лик. И ако имаше некој таков, тие во првата година ќе се дистанцира од него. Мислам, воопшто нема ни да го приберат во свое друштво. Како, например, нели, министерот за финансии Тевдовски, например, тој не можеше, нели, да не играше, изгледа, по нивните ноти и беше тргнат елегантно. Видовме важно со кого си имаме работа. И тргај се одма. Но еден од тие ликови беше и Мухамед Зекири, кумашинот на Зоќе Заев во големата приказна Едно општество за сите. Веројатно, општество за сите, а парите само за нас. Метеорски успех на овој Мухи од некаков си новинар кој има завршено теологија, ама многу метеорски брзо се искачи, нели, над звезденото македонско политичко небо. Баш метеорски, со диплома за која медиумите пишуваат дека има нејасни датуми на студирање и одбрана. До председател на СДСМ стигна, иако тоа и не е некој успех, нели? До генерален секретар на влада стигна. Тука е више, тоа е веќе елита. Тама, нели, беше Рашковски, па еве го се ова, и Мухи, херој на борбата за урнесување на Македонија до ова дередже, но и чест гости на најавите во порталите за голем криминал во разни сфери, од мигранти до рекет. И се некако досега по сите помпезни најави успеваше да се извади од приказните како го стекнал својот огромен имот, своите джипови сметки за толку кратко време без бизнис, но додека е во дружба со кумот, и секогаш, и баш поради тоа што е во дружба со кумот. А кумот не е заебанција, нели? Кого пипне тој кумот како кралот Мида, кого пипна во злато го претвори, го збогати, го направи цар, крал. Таква моќ имаше Зоќе, те пипнели злато, те прави. Ви текнуе колку тајкуни создаде. Боки му беше другар, го направи богат. Рашко му беше другар, го направи богат. Го натовари ко Брод, Шилегов другар. Шилегов исто. Брод. Мухи другар. Еве го и тој ко траект се натоварил. Венко другар, Венко исто натоварен, товари тоа. Еден мој пријател што има кафана, деновија ми вели: Сашо, знаеш кога знам дека овие мои конобари дебело ме крадат? А кафаната ми работи турбо, нели, викам кога? Па не може да издржат човечки тоа, до вчера немале ништо, а сега дошле на позиција, нели, цели овали да ставаат у джеп, па по некое време, добри коли на паркинг, брендирана гардероба, шетање ваму таму, гледам пушат скапи цигари, цвикери од 300 евра. Јасно ти е каде оди прометот 30-40% секоја вечер. А пошто владата е еден вид кафана во која не се знае никој пие кој плаќа, народот секојаш е тој што плаќа, еве овие довчерашниве конобари си вовеле само послужување. И тука гледаме сумите секојаш се вртат околу милионче, Рашко милионче, Мухи милионче, тој пред нив милионче, само ние граѓаните куртонче. Овие масонче и милионче, ние саде куртонче. И по некој лубрикантче лево десно. А веројатно и кога ги набавиле тоа лубрикантите, паднало и тамо некој милионче. Така се краде, брат, у нашава кафана. Цели овали скара, морски специјалитети ги нема на сметките секоја вечер, а излегле од кујна. Принцип е исти, све со остало мијансе, велеше Балашевиќ. Абе викам, аџијава Мухи според наводите лапал изгледа кртина подолго време, ама сега шефот у кафанава изгледа не го добил својот дел, па решил да му мавне дисциплинска, а дисциплинска иде со 30 без кромит, нели, ова е ушутка, така? И тамо веројатно ќе има некој кромитче да проба генералниот секретар и одхранава на народот, која тој и тие како него буквално ни ја сервираат 5 години. Тоа е, шоуто мора да продолжи. Слушам за некој ден ке имало пак скара. Они 8% не доверува во судството додека не се качат на 50%, калето нема да здивне. А до тогаш бројката новонаселени во Шутка може драстично да се зголеми. Нели, ја тоа како аналитичар треба да го знам. И што да кажем на крај? Да, го знам.